Јас сум Ерсиха Смајловиќ и јас сум бегалка од Африка. Дезинформација за мене и дефиниција и чувство, дека секогаш е тоа некоја вест со која што се има цел да се изврти реалноста и да се потикне некоја чувство на некомфортност и чувство на страв кај оној кој што треба да ја слуша. Мене лично таквите видови дезинформација ме тераат повеќе да истражам што се случува, но мислам дека грото на луѓето сакаат да веруваат и да лажат и да веруваат дека нешто е црно, негативно. Македонија имаше една година 2015 и 2016 каде милиони бегалци транзитираа низ нашата земја, но 2017 година почна таа дезинформацијска бура, каде што никој не очекуваше дека локалните избори, цел државен апарат, локални служби ќе бидат вклучени во ширење на дезинформацијата. Мислам дека тоа е еден пример како изгледа кога дезинформациите и лажните вести ги шири, например од собраниската говорница 135 пати на една собраниска седница беше кажан зборот мигрант. Тие беа искористени за да се добијат политички поени. Во тој момент стратегијата за бегалци и мигранти беше во Комисијата за труд и социјална политика во собранието и председателот ја искористи таа опција да каже да еве власта сака да ни донесе мигранти бегалци и се калкулираше со бројки како да беа жетони 100.000, 200.000, милион, како лотарија во еден момент. И колку и вие дека како реално на терен кој работите со бегалците кажувавте не се нема, бегалската рута е затворена, може да дојде, границите се затворени, едноставно се чувствувате дека никој не ве слуша. Бидејќи собраниската говорница, општинските совети, градоначелниците имаат повеќе мок кај граѓаните отколку вистината во тој момент. Тоа може да му стави крај е писменоста на граѓаните, нивното некликнување на такви сензационалистички вести, нивната незаинтересираност, писменоста кај граѓаните во однос на филтрирање на вестите, инкубаторот на вести кои што од сабајле го читаат или навечер, мислам дека може да го оспорат желбата за ширење на дезинформација и на лаги.